Македонија во кошарка четврта во Европа, Вардар двократен европски првак во ракомет, фудбалска Македонија на европско, фудбалски Вардар во Лига Европа. Ова беше реалност пред само неколку години, но сега се е променето. Спортот во Македонија е во катастрофална состојба, вели министрот за спорт Борко Ристовски, спремен да работи повторно да се вратат славните денови на македонскиот спорт. Во овој момент спортот во Македонија би го оценил како катастрофален или на многу ниско ниво, затоа што едноставно, ако се навратиме на многу години наназад, освен поединични блесоци, како што е освојувањето на таеквондистот Дејан Георгиевски, освојување на медаља на Олимписките игри, поголеми резултати да сме немале нити во колектив, нити во индивидуални спортови. Во минатиот период, првите луѓе во спортот добија кривични пријави за своето работење. Постои сомнеш дека се проневериле повеќе милиони евра. Обвинение за првите двајца луѓе, помеѓу оние 12 кои што би требало да се врват на институциите во спортот. Тоа се поранешниот директор на Агенцијата за млади спорт и тоа е претседателот на Олимпискиот комитет Даниел Димевски. Со самото тоа проневерата, мислам, и обвиненијата и пријавите се за околу 5 милиони евра проневера на државни пари. Ристовски постигна договор со неколку спортски легенди да не ги рекламираат повеќе обложувалниците и брзите кредити, но според него се добредојдени ако инвестираат во клубовите. Јас немам ништо против да едно, да речеме, казино или кладилница или брз кредит се рекламира во спортот, и тоа и го препорачуваме како една општествена одговорност, меѓутоа да не се премине границата на една експлоатација на спортистите и да се самите ликови да се искористуваат повеќе од тоа што е потребно. Главната цел на Министерството за спорт е унапредување на спортската инфраструктура, бидејќи според Ристовски таа на секаде низ Македонија е во катастрофална состојба, а е главен услов за развојот на младите спортисти. Министерот кажа дека само во првите 3 месеци за врвниот спорт исплатени се 83 милиони денари поддршка за федерациите и клубовите кои имаат меѓународни настапи.